Еден месец не се прават снимања на единствениот ПЕТ скенер во јавното здравство, апарат кој е неопходен за следење на болните од рак. Во меѓувреме се зголемува и онака долгата листа на пациенти кои чекаат да им се одреди стадиумот на болеста или да се види дали има ефект терапијата која ја примаат. Ваквите испитувања во приватни болници чинат околу 1300 евра. Од установата велат дека сервисерот проблемот го лоцирал во циклотронот, кој поради недостиг на масло не може да произведува радиоизотопи кои се користат за снимањата. Посочуваат дека дефектот настанал бидејќи изминатите години не бил следен протоколот за соодветно одржување на дифузионата пумпа и замена на маслото на секои 5 години. Кога ќе профункционира ПЕТ скенот не се знае, бидејќи се уште нема конкретен датум од овластениот сервисер кога треба да стигне во земјава специфичното масло за да проработи циклотронот. Процедурата за набавка била подолга зашто ваквиот дериват се користел во воената индустрија и потребни биле посебни документи за да се транспортира во земјава, појаснуваат од ПЕТ центарот. Клиниката за онкологија и радиотерапија и Клиниката за хематологија се информирани за понатамошна триажа на пациентите преку други достапни дијагностички модалитети, со цел лекувањето на пациентите со итна потреба да не трпи прекин. По отстранувањето на дефектот, Универзитетскиот институт ПЕТ ќе продолжи да работи во 2 смени и викенди со цел најбрзо да се намали листата на чекање и да се надомести настанатото доснење за пациентите, велат од установата. Инаку дневно, кога работеше овој апарат, се снимаа околу 14 пациенти. Александар Динев, Сител телевизија.